работа, начинот на барање работа, аплицирање за работа и доколку се стигне на тоа интервју за работа, однесувањето, самото однесување на тоа интервју со работодавачите. Многу луѓе се скептични што се однесува за оваа целна група на деца. Се сметаат за криминалци, не постои таа доверба, едноставно луѓето се скептични, креваат раце, не се заинтересирани да ги вработат овие луѓе. Тоа е еден голем проблем со кој што они во секојдневниот живот се соочуваат. И затоа ние покренавме иницијатива така, како продолжение на останатите активности кои што се биле спроведувани во Меѓаши во последните 20 години, бидејќи постои како организација веќе 20 години. Покренавме иницијатива да го работиме овој проект, кој што е регионален проект. Носител на проектот е Open Media Group, кој што се од Хрватска. Така. Истото се имплементира и во Србија и во Словенија. Ние сме извршители во Македонија. За целите на овој проект се информирани, значи стапивме во контакти со директорката од 11 октомври, Домот за деца без родители, и со представници од СОС Детското село. Исто така информирани се и Министерството за труд и социјална политика. Имавме и состанок со Агенцијата за вработување, која што би ни излегла во пресред, како што видија. За да им се помогне на овие така, за да се помогне, за да се организира, за да се најде начин за да се вработат сите овие деца, сите овие младинци. За да се најде соодветна позиција за според нивните квалификации. Така, Ивица, морам да те прашам како поранешен штитеник на Домот за деца без родители, може ли да го споделиш твоето искуство еве со нас, како, што се случи откако замина од Домот? Дали се соочи со предрасудите на луѓето? Да, се соочи со моите проблеми што ме чекал, не знав, док си у дом, наси све улет, наси имаш јадене, спиене, све. После ми спаѓањето од домот, не знаеш што те очекува, наси дали те очекува топол дом или нешто. Наси испаѓаш со 20.000 денари, како што кажав и на другите. Кои беа твоите очекувања, што те најде? Моите очекувања, знам од државата е таа должност, државата е должност да ми ги покаже патот и стамбеното прашање да ми го леси и работата да ја најдам, да може да имам живот како сите еднакви. Нели, оти државата е нас татко, што се викаат, и ние немаме друг татко и мајка, значи сме пуштени на милост и на немилост, значи државата е должна, како што од мали нозе ме поласна, да ми може да завршам школа, факултет, иднина, значи и работа и се друго понатака. Значи тоа го очекував јас, ама кој испанав тоа не го очекував и ми се посетено. Не го добив. Значи испанав на улица како 20.000 денари, спиев една година или 2 години, така беше неколку на улица по згради пола. И после најдов работа, значи самиот, државата после ми даде до 26 години да привремено сместување. Еве се дојде нов закон, значи работите идат напред подобри, значи добивме станови од Џорче Петов, новите станови кои што 5 години, значи праќаш килија, после 5 години дали се однови договорот и не тоа до државата, а ние сакаме као деца без родители да го решиме тој проблем, да може да се откупи тој стан, тој стан да може така, ние да можете да биде во ваша собствена. Значи тоа е лесен стамбеното пласење, не е лесен ако ти праќаш килија или нешто, туку да се лечи и тоа плашење, да имаме сигурно на стан да го откупиме, дали на 20 години, на 30, барем да се откупи. Може ли да ни издвоиш што беше најтешко, кои беа најголемите проблеми со кои што се соочуваше? Спомна вработување, најчесто постои некој така виси во воздух дека сте криминалци, дека тешко се стекнува тоа. Значи кога бадав многу пати работа, ќе видиме дали има место и после дојде една недела, кога доаѓаше една недела, тика не ми треба. Да, тоа кај нас ќе видиме дали има место, значи повеќе нема. Нема, значи кога ќе кажеш оти дето дом си, значи он првен те праша од кој си, каде си, дали мајка, татко, и кога ќе кажеш дето дом си, па ај дори после мен на недела. Пополната е позицијата. Значи он го менава мислењето на човекот, значи има деца што се многу паметни, има деца што знаат све, може и факултет да завршат, може да бидат успешни во животот. Апсолутно, и не може тоа на човекот да му се покаже и ние не сме такви колку сме сите еднакви луѓе, значи да ги гледат еднакво луѓето. Маја, зашто се вака ограничени луѓето? Кои се вашите видувања како
прва детска амбасада во светот? Тоа е во принцип индивидуално. Значи, како што кажа Ивица, овозможено име ВВС во последниве неколку години тоа стамбено решение е до некаде решено, иако постои повторно тоа прашање дали постои шанса да се откупат тие станови. Еве Ивица здравје за некоја година и семејство ќе има и жена и деца и така натака, што понатака, да. Меѓутоа, исто така е индивидуална желбата на децата како сакаат да продолжат на нив од страна на државата, им се овозможени финанси за да продолжат образование. Меѓутоа, некои од нив одлучуваат да не го сторат тоа, бидејќи покрај тоа што се покриени тие студии, сепак треба да се најдат парите да се плати таа кирија, за да се купи храна за дома, да се платат сметки и така натака, и многу од овие младенци одлучуваат да се концентрираат на работа, Така. а не да го продолжат своето образование. Каква е актуелната моментална состојба на овие деца? Значи, моментално во домовите сместени се 47 деца, земени се во предвид 11 октомври Домот за деца без родители и СОС Детското село. Од овие 47 деца, 6 младенци моментално ќе го напуштат домот, значи од 17 години па нагоре, 6 младенци кои што се подготвени да го напуштат домот, значи до ова е статистика, значи завршувајќи декември 2011 година, 3 момчиња, 3 девојчиња, а во последните 5 години излезени се 40 деца. Значи тоа не е некоја огромна бројка па да нема решение за сите тие деца. Так. Напротив, тоа се деца кои што има потребна помош и кои што ние би сакале, значи целта на овој проект е работодавачите да излезат во пресрет, да се анализираат нивните квалификации, да се Како планирате да ја стекнете довербата кај работодавачите? Така, значи ние овој проект од Дом на свое се одвива во 4 фази, ќе се реализира во 4 фази. Така. Првата е завршена, која што е моменталната состојба. Иако овие деца значи имале обуки од за кои што еве Ивица може да ви каже подетално, тие обуки се многу ретки и тие деца не се доволно едуцирани и спремни за како да се представат пред работодавачите, односно како да бараат работа. Не знаат дали треба оглас да отворат или треба интернет да отворат или треба да се посоветуваат со некој од околните, дали се пријатели или дуќани или кои да е минувачи, каде да ја најдат да се обратат за таа работа. Доволно ли е само да ви се обезбеди работа или потребни се и други квалификации понатаму во? Не, на човекот му треба најподобна работа, не се сигурна работа кај што дали е приватно или државното не е битно, битно да има работа. И треба да има и работиници, што викам, нели со самото тоа да децата да можат да комуницираат со луѓето, да напишат сив, ја не знам сив да напишам. Така, значи треба да има некој кој што да ги поттикне, да ги научи, така. да има такви работиници како што има со Мегаси и повод да знаат децата како да најдат работата, не е само да отидам ја да му чукнам ако не знам да се обратам на човека, не се треба да и тие работиници да се не иде од негде да се почнат такви работиници. Ја спомнавме целта, спомнавме и дека Министерството за труд и социјална работа е запознаено со проектот. Ме интересира каква е нивната поддршка и каква е вашата сработка со нив? Значи, они се информирани дека проектот постои, еве, они имаат посегната огромна иницијатива што се однесува до решавање на стамбеното прашање за овие деца. Тие ќе бидат дел од наредната фаза која што ќе се имплементира во склоп на проектот, тоа е организирање на работилници. Так. Значи, исто така ќе бидат вклучени и од Агенцијата за вработување, кој што исто така ќе има и од други организации, значи од областа на психологијата и социјалните дејности, од локалните невладени организации, од приватниот сектор, од јавните установи. Ние се надеваме дека тие луѓе сите ќе ни излезат во пресрет. Како дел од овие работилници, како што кажа Ивица, е значи изработување на CV. Без разлика што искуството е мало, сепак треба да биде како што треба да биде. Ете така, да. На лична презентација, значи да изгледа како што треба да се обраќа, како што треба да биде културен, да не псуе, да има културен однос, да речеме, према работодавецот и она надминување на трема која што нормално сите имаме пред било какво интервју, еве и пред вакво интервју. Така да тоа ќе биде дел од сите овие работилници кои што планираме да ги имплементираме во текот на мај и јуни месец.
Во ред, Маја, Ивица, јас ви благодарам што издвоите време, Фала и што на бевте вас. дел од нашата вечерашна емисија. Верувам дека видна и дека ова само ќе ја разбуди свеста кај граѓаните и видна многу полесно ќе наоѓате работа и ќе се снаоѓате во животот. Се надевам. Благодариме на поканата. А ние продолжуваме понатаму со малку спорт. Куловска, министер за внатрешни